Dobar den učenici, ja sam Snežana Stefanovska, nastavnik po matematika, predavam v 8. odelenje v Obštinsko osnovno učilište Kočo-Racin Kumano. Deneska ќе се запознаеме со наставната содржина веројатност на настан, сигурен и невозможен настан од темата работа со податоци. Целите на денешната содржина е да наđаме веројатност врз основа на еднакво веројатни настани, да толкува скала на веројатност и ги споредува заклучоците и решенијата, да знае да да знае дека веројатноста да се случи некој настан е 5, тогаш веројатноста тој да не се случи е 1 минус P. Најпрвин да се подсетиме од она што работевме предходните години, што представува всушност еден настан. При спроведување на експеримент, секој резултат и исход се вика настан, што представува веројатност, дека веројатноста е можност, проценка да се случи некој настан. Настаните може да се еднакво можни. Например, при фрлање на една монета, еднаква е можноста да се падне број или глава. Тоа се еднакво можни настани, вакви примери имаме многу во секојдневието. Сигурен настан во врска со даден експеримент е настан кој се појавува при секоја реализација на тој експеримент. Невозможен настан во врска со даден експеримент е настан што не се појавува никогаш при реализација на тој експеримент. Ќе покажеме еден пример. Нека експеримент е фрлање фер коцка, на која што има броеви од 1 до 6, се разгледуваат настани. Настан А падна број од 1 до 6 и настан Б падна број 7. Кој од овие е сигурен настан, а кој е невозможен? Сигурно дека ќе одговорите дека настанот А е сигурен настан, додека настанот Б е невозможен настан, бидејќи бројот 7 на фер коцката го нема. Скала на веројатност. Веројатноста се мери со скала на веројатноста. Скалата на веројатноста оди од бројот 0 до бројот 1, односно се она што е од 0 до 1 половинка или 0,5 или 50% е малку веројатно, додека од 0,5 до 1 или до 100% е многу веројатно, или на крај, кога имаме 100%, тоа е сигурен настан. Или ако имаме 0, веројатност е невозможен настан, сигурен настан е бројот 1 и еднакво можен настан е бројот 0,5 или 1 половинка. Или веројатноста се означува со буквата П од даден настан А, која што секогаш е поголема и еднаква на 1, помала се извинувам од 1 и еднаква на 1 и поголема од 0 и 1. Да покажеме како ја пресметуваме веројатноста. Односно теоретската веројатност, тоа е веројатноста на успешен исход. П од А на даден настан е количник помеѓу број на успешни исходи, кој што го значуваме со М, и вкупен број на исходи, кој што го значуваме со N. Или П од А е М врз N. Тоа е формула со која што можеме да пресметаме веројатност на даден настан. Колкава е веројатност да е избрана буквата М од зборот математика? Со примерот ќе покажам. Има две букви М во зборот математика, број на успешни исходи, значи бројот на успешни исходи М е 2. Додека бројот, вкупниот број на исходи N е 10. Зошто? Затоа што има вкупно 10 букви во зборот математика. Или, пресметнано со формулата, П од избрана буква М е дробката 2 врз 10 или децимален број 0,2 еднакво 20%. Значи, веројатноста на успешен исход е 20%. Еве, преку примери, ќе покажеме како можеме да пресметаме веројатност на успешни настани. Во новогодишно пакетче на Бети има 4 чоколади, 6 бомбони, 3 играчки, 2 сокчиња и 10 лижавчиња. Колкава е веројатноста од пакетчето Бети без гледање да извлече чоколадо, извлече играчка
Извлече лижавче, не извлече лижавче. За да извлече чоколадо, гледаме дека во пакетчето има 4 чоколади, но вкупен број на елементи во пакетчето е 4 плюс 6 плюс 3 плюс 2 плюс 10, тоа е 25, па според формулата за веројатноста на успешен исход, број на успешни исходи е 4, додека вкупен број на исходи е 25, ја добиваме дробката 4 врз 25 или 0,16, односно 16%. Веројатноста да се извлече чоколада е 16%. Да извлече играчка. Веројатноста да се извлече играчка, бидејќи имаме 3 играчки, тоа е можен исход, а вкупен број на исходи е 25, значи добиваме 0,12 во децимален број, односно 12%. Затоа што знаеме дека секоја дробка може да се запише во децимален број, односно во процент. Да под В настанот извлече лижавче, П извлече лижавче или веројатноста да се извлече лижавче, бидејќи лижавчињата се 10, тоа е можните настани, додека вкупен број на настани е 25, ако ја скратиме дробката 10 врз 25 добиваме 2 петини или тоа е 0,4, односно 40%. Не извлече лижавче, значи може и ваков услов да биде поставен во веројатноста. Веројатноста П да не се извлече лижавче е 15 врз 25, бидејќи да се извлече лижавче е 10 врз 25, да не извлече лижавче се останатите елементи, а тоа е 15 врз 25, ако скратиме дробката, 3 петинки еднакво на 0,6, односно 60%. За овие